Народна медицина, латинче. Латинче, драголюб или лази бубе е древно повеќегодишно растение кое потекнува од Перу и Мексико. Познато е како украсен градинарски вид, но и како лековито растение во народната медицина и храна од која може да се направи вкусна витаминска салата. Меѓу народот се сретнува и под имињата драголюб, лажибубе и латинче. Латинчето потекнува од Јужна Америка, каде што расте во крајбрежни области, на надморска височина до 3000 метри. Префрлен е во Европа на почетокот на 17 век, каде што се распространил, односно се одомаќенил, па често во потоплите краеви може да се најде како диво растение околу потоци, градини и гробишта. Латинчето е древно растение, кое во културата може да се сретне во две основни сорти, како ниско цветно растение, високо до 30 см, или полозавец, чие стебло достигнува должина до 3,5 метри. Стеблото е светло зелено и месесто и развива адвентивни корени каде што ја допира земјата. Во татковината и во областите со топла клима, каде што температурите не паѓаат под 2 степени Целзиусови, во текот на зимата расте како повеќегодишно, додека кај нас се одгледува на отворено исклучиво како едногодишно растение. Листовите се со специфичен облик, речиси тркалезни, со изразена нервоструктура. Долгото стебленце е сочно и месесто. Се извртува и расте речиси од центарот на листот. Долгите лисни стебленца се испреплетени и формираат густ склоп со листовите. Цветовите се единични, големи, миризливи, единствени по облик, со 5 ливчиња. Тие се со впечатливи бои, од жолта преку портокалова до црвена, прошарени со реги од потемни нијанси. Плодот е сув, поделен на 3 дела и секој има по едно семе. Цвете од почетокот на летото до првите мразови. Латинчето е познато како растение за јадење, кое истовремено е и лековито. На Андите долго време се користело во народната медицина како средство за дезинфекција и за промивање за заздравување на раните, како и за искашлување и ублажување на респираторните проблеми, а се користело и во готвењето за јадење и правење вкусни витамински салати. Се користат сите надземни делови од растението, лист и цвет и зрелото семе. Се користат свежи или пак за чај сушени. Латинчето не треба да се дава на бебиња и мали деца, како и на пациенти кои боледуваат од гастритични болести или бубрежни заболувања, бидејќи тие ја иритираат слозокожата на гастроинтестиналниот тракт. Докажано е дека латинчето има антибиотски својства. Делува слично како и другите растенија кои имаат сулфурни хетерозиди и витамин С и од големо значење како превентивна мерка, бидејќи испарливото сулфурно етерично масло уништува многу заразни бактерии. Се повеќе се користи како пријатен витамински и антискорбутичен пролетен лек во форма на секојдневна салата или сок од исцеден од свеж лист на латинче. Се користи за лекување на дишните органи, но и против опаѓање на косата. Високата содржина на лутеин го прави важен во борбата против катаракта и други дегенеративни промени во окото.
Советите од народната медицина не се замена за стручен лекарски совет.